Прво ќе го кажам тоа што го напоменавме, тоа е свесноста во однос на финансии. Значи, од наше раѓање во нашиот, како што идеме во образовниот систем, знаеме дека ние немаме горе-доле никаков предмет во однос на финансии. Така што од најмали нозе не ги разбираме финансиите, не знаеме како треба да раководиме со самите финансии. Ние кога ќе дојдеме до ситуација да почнеме да заработуваме и да водиме средства и финансии, не знаеме што треба да правиме со нив. Затоа и најголем дел од истражувањата последни кои што се направени е дека македонците многу повеќе се задолжуваат него да размислуваат воопшто за штедење. Така да дефинитивно клучно би го рекол тоа и од таму треба да тргнеме. Втората причина може после да биде стандардот. Меѓутоа, стандардот зашто е помала причина? Затоа што секој може различно средства да трга, ако збориме сега за штедење или инвестирање на средства, различно може да трга. Така да ако имаме ние начин на размислување каде што треба прво да тргнеме, да инвестираме средства, па потоа да трошиме, тогаш би се сменила многу ситуацијата во Македонија, така да дефинитивно нешто што ќе го кажам и како единствено што сметам дека треба да се зголеми е едукацијата и надлежните институции во Македонија да зголемат информираноста за луѓето што значат овие тип на финансиски производи. Господине Тохаров, кои се причините според вас? Да. Јас би се надоврзал на тоа што го кажа Горан. Јас би кажал дека ако го погледнеме пазарот и ако видиме дека имаме компании кои работат со години, најголем дел од нив работат успешно, потоа имаме луѓе во самите компании кои работат, имаме брокерски друштва кои работат како продажни канали многу успешно и успеваат да ја обслужат својата клиентела, тоа значи дека осигурувањето и текако граѓаните знаат да го препознаат. Сега прашањето е како да стигнеме до секој еден на соодветен начин, да му кажеме зошто за него е важен конкретен производ да го поседува. Тука исто така голема улога по мене игра и довербата на граѓаните, бидејќи често знаеме да кажеме дека осигурителниот сектор е сектор кој само знае да земе пари, а кога треба да даде, тоа се мисли во случај на исплата на штета, кога треба да исплати пари, граѓаните често знаат да кажат никаде ве нема. Тоа низ бројки не е така и извештаите што ги подготвува Агенцијата за супервизија на осигурување апсолутно демантираат дека осигурителната индустрија се крие. Меѓутоа, очигледно меѓу народот постои еден таков мит, ја би го нарекол, и еден таков изговор зошто луѓето не сакаат да купат полиса за осигурување, меѓутоа на терен луѓето соочени со такви аргументи од страна на клиентите и граѓаните успешно ги надминуваат. Сега прашање е како можеме ние тоа на национално ниво да го зголемиме и кои се чекорите кои треба секој од нас, кога ќе кажам секој од нас, зборам сите активни чинители во индустријата, да ги преземеме посоодветно. Дали е тоа подобар однос на луѓето кои влегуваат во продажните места, дали е тоа потранспарентен однос при самиот склучен договор, дали е тоа подобар однос на веб страните, подобри упатства за пријава на штети и така натаму, се е тоа по мене дел од впечатокот кај луѓето кога ќе кажат дека нема доверба и знаете како кај нас многу често знаат да кажат ама јас познавам еден, кој познава еден на кого не му исплатија одредена штета која имаше, а доколку навлеземе у детали ќе видиме дека штетата и правилно била одбиена, односно не била основана. И за крај само би заклучил и би се надоврзал точно на тоа Горан што го кажа, некогаш и се плашиме самите да преземеме одговорност. Значи, кога треба да донесеме одлука да инвестираме одредени средства во осигурување, осигурувањето нас не ни носи никакво инстант задоволство. Значи, ние со парите вложени во осигурување не можеме веднаш да видиме некаков бенефит. И ние може со години да плаќаме, никогаш да не го видиме бенефитот. И тоа по мене најдобар бенефит, ако само плаќате, а никогаш не треба осигурувањето да го користите, тоа значи никогаш сте немале потреба, односно не сте претрпели никаква штета. А за жал бенефит се гледа баш во тие моменти кога на вас ви е тешко. И повеќе фактори се. Така, бидејќи емисијата ја посветуваме на